Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. На еден месец до почетокот на пиво фестивалот познати се музичките звезди кои ќе настапат на трите фестивалски вечери. Богатството од Прилеп и Мариово, македонскиот рубин, станува национално минерално наследство. Ученици од Прилеп создадоа долгометражен филм кој што се навраќа на подзаборавените човечки вредности. Времето денеска променливо, облачно и потопло. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Позната е целосната програма за пиво фестивалот 2026. Балкански и македонски музички звезди ќе настапуваат на трите фестивалски вечери, а предвидени се и диџеј забави пред почетокот на настапите на главната сцена и по завршувањето на камената бина на плоштадот Александрија од 17 до 19 јули. Главна звезда за петок 17 е Дженан Лончаревиќ, сабота 18 Милица Павловиќ, а недела 19 јули е резервирана за Јелена Розга. Првиот викенд после големиот христијански празник Петровден, односно 17, 18 и 19 јули, ќе се одржува овој најголем и најзначаен културен настан за Прилеп. Целта оваа година е полека, како и сите останати настани кои што се случија од кога јас сум градоначалник во општина Прилеп, да му го враќаме сјајот полека и да го надградуваме и да ги дополнуваме содржина онака како што граѓаните очекуваат и како што заслужуваат. Прво би почнал со тоа што ја користам приликава да ги поканам сите компании од Прилеп кои што чувствуваат општествена одговорност да го поддржат и да го помогнат овој настан, затоа што низ призма на овој настан ние сериозно работиме да ја поправиме економската состојба во градот, да донесеме што е можно повеќе туристи, за да овој град се врати повторно на местото каде што беше во минатите години. Секој ден, петок, сабот и недела 17, 18 и 19 се започнува со диџеј. Диџејот ќе биде од 19 часот до 20:30 часот. За петок после диџејот продолжуваме од 20:30 часот до 22 часот со Бонгас and Guitars. Потоа од 22 часот до 23:30 часот ќе настапи Огнен Здравковски, а од 23 часот и 30 минути до 1 часот ќе настапи Дженан Лончаревиќ. Се враќа камената бина, продолжуваме понатаму. На камена бина после Дженан Лончаревиќ ќе настапи диџеј Сајо. Ова е за во петок. За во сабота, после диџејот, од 20 часот и 30 минути до 22 часот настапува Локдаун Бенд. Од 22 до 23:30 часот настапува Јордан Митев, од 23:30 до 1 часот настапува Милица Павловиќ, нашата балканска звезда. Потоа пак одиме се селиме на камена бина. На камена бина имаме диџеј Ацика настапува во сабота. За оваа недела како финале, после диџејот кој што стартува од 19 часот и 20 до 20 часот и 30 минути, одиме со Маријан Коцев. Тој треба да настапи од 20 часот и 30 минути до 22 часот. Потоа од 22 часот до 23:30 ќе настапат нашите The Hounds и од 23:30 до 1 часот ќе настапи една од нашите најголеми балкански звезди Јелена Розга и потоа за крај за финале повторно се селиме на камена бина. На камена бина завршуваме со диџеј Мистер Спект.
Богатството од Прилеп и Мариово, македонскиот рубин станува национално минерално наследство. Рубинот од Македонија, кој што е геолошки и естетски уникат, познат како корунт со карактеристична малиново-зорозева боја и се наоѓа исклучиво во околината на Прилеп и во планините на Мариово, и официјално ќе биде национално заштитен од државата како уникатен полускапоцен камен. Ова денеска го соопшти министерката за енергетика Сања Божиновска дека пристигнало решението со кое македонскиот рубин се прогласува за национално минерално наследство и со тоа се заштитува македонскиот рубин како наш уникатен полускапоцен камен. Македонскиот рубин, единствениот природен рубин во копнената Европа, што се обработува локално, се јавува поради присуството на хром во неговата кристална структура. Покрај својата естетска и колекционерска вредност, македонскиот рубин представува дел од културното и историското наследство на земјата и е символ на природната убавина и националната гордост. Институционалниот процес за заштита на македонскиот рубин, геолошкиот уникат на македонскиот рубин, почнаа во септември минатата година. Ученици од Прилеп заедно со своите ментори создадоа долгометражен филм кој што се навраќа на подзаборавените вредности. Најновото дело на аматерската драмска секција при Средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп говори за човечките вредности, за пријателството, за среќата, за предизвиците во младоста. Филмот се навраќа и подсетува на вистинските вредности, но е прилагоден на сегашните предизвици, брзото темпо на живот и современите технологии, исполнет со комични ситуации и смеја. Овој филм го подготвивме со голем труд, во кој секој го вложи максималното од себе, велат актерите Исидора и Тоше. Зошто Прилеп? Затоа што Прилеп е нашиот град, градот во кој што сме родени и израснати, и сметам дека треба да биде промовиран како место каде што може да се одвива еден нормален живот, преку тоа што е промовирано семејството, пријателството, значи тој секојдневен живот кој што ние како млади го живееме овде. И мислам дека преку тој филм младината, посебно, ќе види дека утре други ден не е и толку лошо да се остане овде и да се биде дел од ова општество, за да се промени ова општество и да се направи подобро. За овој филм кој го припремивме со голем труд, кој секој го вложи максималното од себе, резултираше со тоа да се распродаде цела сала, на наше големо изненадување, мислам и големо задоволство. И се надеваме дека ќе има многу позитивни коментари заради тоа што филмот ја потикнува свеста на луѓето која што во нив длабоко тлее и ги покажува вистинските вредности, дека тоа што сега за жал не изобилува, дека материјалното преовладува кај секого. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и топло со сончеви периоди. Дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови од Македонија. Во Прилеп променливо облачно и топло со сончеви периоди. Дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Утре петок времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. За време на викендот Управата за хидрометеоролошки работи најавува сонце и многу топло време, но и невреме во попладневните часови. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.